Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Изградба и продажба на станови Трим и Лум. За непол месец од крајот на јуни спасителите на вода извлекле 9 давеници од водите на Охридското езеро, а интервенирале и во околу 25 случаи за укажување на прва помош. Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид подготвено ја започна туристичката сезона. Располага со 25 активни спасители со меѓународна лиценца за спасување на отворени води, а во моментов на барање на концесионерите кои се обратиле до Црвен крст Охрид, обезбедува спасителски служби на 12 капалишта долж Охридското крајбрежје. Во моментов спасители имаме на капалиштата Куба Либре, Голден Бич, Метропол, Белви, Градиште ресторан, Градиште камп, Свети Наум, на градски базен. Од 15 јули имаме на Юник базенот, капалиштето Мизо, Егоист, Инекс Горица. Се надеваме дека во следниот период и останатите концесионери ќе се одважат да се обратат до нас како организација која што обезбедува спасители на вода на нивните капалишта, обележани според правилникот за вид и капалишта, дека ќе ни се обратат како организација и ќе обезбедиме спасители. Минатото лето спасителите од Центарот за безбедност на вода извлекле околу 30 давеници од водите на езерото, а реализирале и повеќе од 1400 интервенции за укажување прва помош. Најчести се интервенциите по прва помош, тоа се и секотини на базените и на капалиштата на Охридското езеро, поради тие забави кои се организираат и срчата која останува во водите на Охридското езеро, но има и посериозни повреди, како повреда на рбетен столб, скочен зглобеви, надворешни и внатрешни скршеници, повреда на главата и слично. Спасителите подсетуваат дека и покрај нивната постојана подготвеност, безбедноста во вода пред се зависи од одговорното однесување на капачите. Апелираат секој да биде свесен за сопствените можности и да не ги потценува ризиците, бидејќи и најмала непредвидена ситуација во вода може да има сериозни последици. Доволно е некогаш еден грч на некој од мускулите на телото, да изгубиме таа храброст да ја изгубиме и да почнеме да паничиме. А токму тоа е и дефиницијата за давеник. Дефиницијата за давеник е дека кога не знаеме како да се справиме со ситуацијата и кога не знаеме што всушност се случува ние додека сме во вода. За тие кои скокаат од педалинки, кои скокаат од карпи и од места кои не се наменети за скокање во вода, секогаш спасителите ги предупредуваат, така што би апелирал сите да ги слушаат препораките на спасителите, да ги пратат знаците кои се поставени таму за нивна безбедност. Апелираме да пијат повеќе течности, да престојуваат подсенка, да не влегуваат да се капат доколку конзумирале алкохол пред и за време на капењето, да се капат на обележаните зони и таму каде што има спасители, да не пливаат без друштво и да ги почитуваат сите оние знаци, препораки кои што нашите спасители на овие 12 капалишта каде се поставени, постојано ги прикажуваат и апелираат до нив. Значи имаме знаци, имаме упати кои што треба да ги почитуваат, бидејќи безбедноста, најпрво повторно ги кажам, доаѓа од сопствената одговорност. Центарот за безбедност на вода при Црвен Охрид располага и со дополнителни 15 спасители кои се ангажираат како дел од спасувачките екипи кога е потребна логистичка поддршка на регати, маратони, триатлони, Охрид Вотер Фестивал и други манифестации на вода кои што се организираат во текот на летната сезона. Од денеска стапуваат на сила измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, според кои електричен тротинет ќе може да управува само лице кој има наполнето 18 години. Доколку малолетник го прекрши законот, одговорноста ќе ја сносат неговите родители или старатели. Максималната дозволена брзина останува 20 км на час на велосипедски патеки и ленти, додека на тротоари, пешачки и мешани патеки ограничувањето е 6 км на час. Возачите на тротинет
тротинети при пременување преку коловоз или пешачки премин, доколку нема велосипедска патека, ќе мора да се симнат од тротинетот и да го туркаат. Носењето заштитна кацига е задолжително, а останува во сила и обврската за носење рефлектирачки елек при ноќно возење или намалена видливост. Со измените се забранува превезување друго лице на електричен тротинета, во случај на прекршување ќе бидат санкционирани и возачот и сопатникот. СВР Охрид во соработка со Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата денеска ја започна превентивната кампања Вози тротинет безбедно, во рамки на која на повеќе локации низ Охрид граѓаните кои управуваат електрични тротинети ги информираа за правилата, законските обврски и новите измени во Законот за безбедност на сообраќајот. Во рамки на кампањата на возачите им беа поделени едукативни материјали со препораки за правилно и безбедно користење на електричните тротинети. Заеднички полициски патроли долж граничниот појас и директна комуникација меѓу македонската и албанската полиција за побрза реакција при евентуални шумски пожари беа договорени на работната средба меѓу полициските службеници од СВР Охрид, полициска станица за граничен надзор Свети Наум при регионалниот центар за гранични работи Запад и полициските службеници од полициската станица Поградец при Министерството за внатрешни работи на Албанија. Средбата беше организирана со цел унапредување на прекуграничната соработка во превенција и спречување на шумски пожари, особено за време на летната туристичка сезона и периодот на зголемен ризик од пожари на отворен простор. На состанокот беа усогласени координирани превентивни безбедности мерки за подигнување на јавната свест за заштита на шумите, како и интензивирање на контактите за навремена размена на информации за потенцијални ризици и брзо известување при евентуална појава на пожар. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, максималната температура се искачи до 30 степени. Утре во Охрид сончево со мала до умерена локална облачност, а попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со дожд и грмежи. Утринската температура од 16 степени, а максималната дневна до 32 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 10 до максимални 39 степени. Во следните денови времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за локална појава на нестабилност со дожд, грмежи и засилен ветер. Особено топло ќе биде во петок и за време на викендот, кога температурите насекаде ќе бидат над 32 степени.